4 собраниски комисии на заседание. Азир Алиу предложен за министер за здравство. Бугарија може да добие импулс за влез во еврозоната. Трамп ги удвојува царините за челик и алуминиум. Флаширана или обична, вистината за водата што ја пиеме. Цените на лежалките во Грција летово достигнуваат до 100 евра. Денеска во собранието ќе заседаваат 4 парламентарни комисии за одбрана и безбедност, за економија, труд и енергетика, за финансирање и буџет и законодавно-правната комисија. Членовите ќе расправаат по вкупно 13 предлог закони, главно во скратена постапка и први или втори читање. Комисијата за одбрана ќе разгледа 3 предлога за безбедносна зона околу собранието, измените на законите за заштита и спасување и за управување со кризи. Комисијата за економски прашања ќе работи на измените на 5 закони, меѓу кои за работни односи, волонтерство, младински додаток и техничка опрема за транспорт. Комисијата за финансирање и буџет ќе расправа за претворање на побарување на државата во траен влог во државната компанија Номага Скопје, односно во енергетскиот сектор за пренос на природен газ. Законодавно-правната комисија има најобемен дневен ред со 9 точки, вклучувајќи ги речиси сите закони од другите комисии. Се очекува консолидирана расправа и правна анализа пред понатамошна процедура во пленумот. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека изборот на новиот министер за здравство ќе биде ставен на дневен ред најдоцна на седницата закажана за 12 јуни, иако постојат напори таа да се одржи порано, на 5 или 9 јуни. Барањето за назначување е поднесено до собранието во петокот. Азир Алиу е предложен за нов министер, откако Арбен Таравари поднесе оставка на 15 мај и премина во опозиција. Алиу е член на Алијансата за албанците и поранешен министер за информатичко општество. Партијата останува дел од коалицијата Вреди. Мицкоски истакна дека одлуката е донесена минатата недела, а во тек е координација со собранието за точниот датум на седницата. Заедно со министерот ќе бидат предложени и заменик министри. Со назначувањето на Алиу, владата ја пополнува важната позиција во ресорот здравство, во период кога следат значајни реформи и кадровски промени. Надежите на Бугарија за приклучување кон еврото би можеле да добијат значајен импулс денес, кога Европската комисија ќе објави мислење дали земјата ги исполнува условите за влез во еврозоната. Владата во Софија планира приклучување до јануари 2026 година поради подобрени економски показатели. Бугарија е членка на ЕУ од 2007 година, но воведувањето на еврото беше одложено од високата инфлација. Сега комисијата очекува пониска стапка на инфлација, што ја приближува земјата кон исполнување на критериумите за стабилност и финансиска одржливост. Иако комисијата може да даде позитивно мислење, конечната одлука зависи од одобрувањето на останатите земји членки и Европскиот парламент. Во меѓувреме, во Бугарија има жестоки протести и барања за референдум за задржување на домашната валута лев. Председателот на САД, Доналд Трамп, потпиша декрет со којот денес се удвојуваат царините за челик и алуминиум на 50%. Мерката, која стапи на сила по полноќ по локално време, има за цел да ја заштити националната безбедност и да ја обезбеди иднината на американската челична индустрија. Ова е второ зголемување на царините за метали од март, кои се клучни состојки за многу производи, од автомобили до конзервирана храна. Трамп изјави дека новите царини се неопходни за да се спречи загрозување на националната безбедност преку увозот на ефтини метали. Сепак, критичарите предупредуваат дека оваа протекционистичка мерка може да предизвика хаос кај странските производители на челик, да поттикне одмазнички мерки од трговските партнери и да ја зголеми цената за американските корисници на металот. Велика Британија доби ослободување од новите мерки и ќе продолжи да плаќа царини од 25% за челик и алуминиум, што, според Трамп, ги одразува тековните преговори меѓу двете земји. Вистина е дека во текот на изминатата деценија, глобалното производство на флаширана вода се зголеми за 73%, достигнувајќи речиси $270 милиарди и 350 милиарди литри. Вистина е дека половина од тие пари би биле доволни за да се обезбеди универзален пристап до питка вода, според студијата на Обединетите нации. Вистина е дека 85% од флашираните шишиња завршуваат на депонии, со што значително се придонесува кон загадувањето со пластика.
Вистина е и дека многу потрошувачи веруваат оти флашираната вода е поздрава, иако тоа често се заснова на предрасуди, истакнува Зейнеп Булел, раководител на студијата на Обединетите нации. Вистина е дека неконтролираната експлоатација на подземните води за комерцијално флаширање со текот на времето може да доведе до осиромашување на резервите со вода за пиење. Вистина е дека 2 милиарди луѓе се уште немаат пристап до безбедна вода, а темпото на подобрување не е доволно за да се стигне до целта на Обединетите нации за 2030 година, предупредува коавторот Владимир Смахтин. Вистина е дека се повикува на зголемена транспарентност и законски обврски за производителите на флаширана вода, да објавуваат колку вода извлекуваат и какво влијание имаат врз животната средина. Вистина е дека редовното консумирање на вода го подобрува целокупното здравје, бидејќи секоја клетка во телото зависи од водата за правилно функционирање. Вистина е дека водата го регулира телесната температура, го подобрува варењето и овозможува полесно исфрлање на токсините од организмот преку урината. Вистина е дека пиењето доволно вода придонесува за подобра концентрација и енергија во текот на денот. Хидрираниот организам работи поефикасно, што се одразува врз менталната јасност, физичката издржливост и расположението. Вистина е дека дури и блага дехидратација може да доведе до замор, главоболка и намалена продуктивност. Вистина е дека водата ја одржува кожата хидрирана и еластична, што може да придонесе за поздрава и посвежа надворешност. Наместо скапи козметички производи, вистина е дека доволно вода може природно да помогне во намалување на брчките и појавата на акни. Вистина е дека водата е неопходна за одржување на здравјето на зглобовите и рскавицата, кои се потпираат на течноста за подмачкување и амортизација. Вистина е дека со редовно пиење вода се намалува ризикот од уринарни инфекции и камења во бубрезите, особено кај луѓето кои се изложени на топлина или физички напор. Цените на лежалките на плажите во Грција ова лето варираат зависно од локацијата и услугите. На елитните плажи како Лагониси, првиот ред лежалки чини до 20 евра по лице или 40 евра за комплет. Некои места нудат бесплатни лежалки со задолжителна консумација, додека на популарни локации како Сани Бич и Кабана цените се движат од 10 до 50 евра. На некои плажи лежалките се бесплатни доколку се нарача пијалок, што представува поекономична опција за туристите. Сепак, на луксузните дестинации, цените може да достигнат и до 100 евра за сет со дополнителни услуги. Туристите се советуваат однапред да се информираат за цените за да избегнат непријатни изненадувања. Четири собраниски комисии на заседание. Азир Алиу предложен за министер за здравство. Бугарија може да добие импулс за влез во еврозоната. Трамп ги удвојува царините за челик и алуминиум. Флаширана или обична, вистината за водата што ја пиеме. Цените на лежалките во Грција летово достигнуваат до 100 евра.